Она што како новитете во нашата земја ќе имаме можност да ви го споделиме токму во продолжение. Моите денешни соговорници токму на оваа тема се Ивица Пешовски до мене и Александар Клашниновски. Добре ни дојдовте утринава. Добре, најдовме. Добре. Она што на самиот старт од емисијата го споделивме, дека станува збор нели за еден интересен проект кој што се нарекува Студирај сега, плаќај по вработувањето, односно уникатен модел на финансирање, чија што примерна цел е најспособните студенти без разлика нели на финансиите кои што најчесто се огромен проблем, ќе имаат можност да добијат прилика за врвно апликативно образование кое што ќе води кон сигурно вработување и кариера од иднината. Ова вака звучи многу добро. Колку во реалноста ќе биде истото прифатено? Дефинитивно, Цеца, значи ние го нудиме ова на сите студенти кои што планираат да се запишат или кои што ќе се квалификуваат да се запишат кај нас. Зошто? Пошто веруваме дека сме во можност да ги запишеме најдобрите, ќе има и еден квалификационен тест за сите кои што сакаат да се квалификуваат за овој проект кој што ќе биде базиран на логички прашања, така наречени во англиски јазик aptitude прашања кои што не зависат од претходно образование, туку зависат од компетенциите кои што ги имаат студентите. И веруваме дека штом ги одбереме најдобрите, ќе им овозможиме тој тип на образование заедно со нашите партнери за вработување, заедно со нашите партнери за коинновации, што на крајот, доколку успеат оваа 3-годишна коледж програма, високообразовна програма да ја поминат, сигурни сме дека ќе можат да се вработат кај еден од нашите партнери и на тој начин да можат после вработување да си ја исплаќаат школарината, односно да си обезбедат финансиска независност. Вака убаво го срочи Александар во 2-3 реченици, малку подетално ќе го подискутираме во продолжение. Со оглед на тоа што колешката Билјана го спомена, исто и јас актуелниот штрајк, чисто едно ваше мислење за со оглед на тоа што сте нели дел од образованието како многу важна алка или процес во животот на секој. Се штрајкува на големо, што би се рекло во нашата земја, чисто вашето мислење за актуелната ситуација? Факт е дека платите се премали, нарочито со инфлацијата сега и се што се дешува со сите кризата и општото зголемување на цените. Факт е дека многу е тешко да се издржи со плата на која што се плаќа во државното образование, така од тој дел јас сум сигурен и би го поддржал делот на покачување на платите, меѓутоа од другата страна нормално за да се треба да се добие нешто за тоа покачување на платите. Нажалост ние доста време сме долу на PISA тестовите, така што треба да се поврзе тоа покачување на платите, бар по мое скромно мислење, со перформансите. Нормално може да се даде и од сега, меѓутоа не треба тоа да биде као само социјална категорија, ние образованието, човечкиот капитал ние нешто во што ние треба да инвестираме, ние најбитно, така што поддршка за покачување на платите, меѓутоа и за зголемување на квалитетот. За квалитетно образование, дефинитивно. апсолутно. Што е квалитетно образование за вас? Како вие би го дефинирали, што вие подразбирате, што вие би барале кога нели треба да не би биле во улога на предавачи, туку во улога на студенти? Јасно. Ние почнуваме, сега сме нова институција, меѓутоа не настапуваме као не почнуваме од нула, туку веќе имаме развиено добри практики од неформалниот свет кои што сега ќе ги преточиме вамо и тука можеме да збориме за некои добри практики во образованието. Например, постои сега моментално кој е најголемиот проблем што ќе го решиме со овој факултет, што постои голем јас помеѓу моментот кога излегуваат студентите од факултет, од високообразовни институции и потребите на пазарот. На одредени програми, на различни факултети, одредени програми или се премногу тесни и ги насочуваат во една насока студентите кај што немаат многу место да се Подоцна нема да имаат избор во поглед на вработувањето? Така, нема да имаат избор. Одредени програми пак се премногу широки, се отворено по и се оставени студентите да лутаат. Таа што ние тука настапуваме, не ги тунелизираме студентите, меѓутоа не ги ставаме да лутаат, као имаме еден, ако збереме така фигуративно, еден широк тунел кај што тие може да одмah денот после дипломирање се спремни да работат и се спремни да експериментираат во различни насоки. Проблемот со што ме прашавте со неквалитетно образование моментално што го гледам кај нас е кога ќе искочат од студентски клупи, студентите барем кај нас треба не се спремни за веднаш да почнат со работа. Тоа значи дека тие треба да работат во одредени компании, да е тоа кај нас, често нели мотивите ги знаеме кои се да заменат и на страна и нема доволно простор и место да
експериментира. Тоа е нешто што ние ќе им го понудиме, со тоа го збораме често, сакам и сега да го споменам и да го објасниме, тоа е T-shaped learning што ние многу промовираме, што некако забораваме дека малку луѓе го знаат. Ние често си го збораме помеѓу нас, меѓутоа малку луѓе го знаат. Може би познат термин, ама за јавноста не. Па ако може посликовито или понародски да го доловиме на гледачите. Да, тоа T-shaped learning е буквално превод на македонски учење во облик на буквата Т. Идејата е дека ова големата црткане од буквата Т ни е главниот тек на програмата. Тука сега програмата што ќе почне специјализацијата. Програмата што ќе почне во октомври, в колеџот што ќе почне во октомври е софтверско инженерство, така што ова големата црта која гледаме така, се сите предмети поврзани со софтверско инженерство. Тука се програмирање, тестирање на софтверско инженерство, такви ствари, машинско учење, такви нели up to date програми, да, меѓутоа ова другата црта е многу битна, а многу малку се посветува внимание во други формални средини. Тоа се екстракурикуларни активности, како soft skills, комуникација, тимска работа, како лидерство, како менеджмент, како и други екстракурикуларни активности, како финансиска писменост, како предприемништво, која ќе го изодат тој пат студентите, која ќе го имаат сето тоа како продукт која ќе искочат од нашиот колеџ, да, тие буквално ќе имаат отворени врати за се. Тие ќе може да, ако сакаат ќе може да работат во наши компании, ако сакаат ќе може да работат во компании од странство, ќе бидат квалификувани, ако сакаат ќе имаат доволно знаење да почнат своја компанија, свој бизнис, ќе бидат спремни да се, ако сакаат да се доквалификуваат на постдипломски студии кај нас, на постдипломски студии во странство, така што ќе имаат буквално широко отворени врати да прават што сакаат. Кои се програми или настоки ќе бидат, нели? Споменавме IT секторот, меѓутоа тоа е исто така еден широк сектор. Верувам дека можеби таму е иднината или некако гледам дека младите се повеќе се насочуваат кон тој дел, можеби заради тоа што и финансиски е најисплатливо. Ќе ми кажете кои се настоки ќе бидат достапни за студентите и кој се може всушност да биде студент веќе од новата учебна година во октомври, во смисла на тоа дали е ова наменато само за оние кои што се нели средношколци, односно сега го завршуваат средното образование, или можеби некој кој што едноставно залутал во животот во некоја друга професија, не му оди и едноставно сака да направи промена во животот. Така, и ние и нашиот основач, главните компетенции ми се во таа IT сфера или во таа тек сфера, меѓутоа како што кажавте, е доста широко поле. Така што ова година почнуваме, значи ова учебна година во октомври, почнуваме со софтверско инженерство и иновации. Наредната година здравје ни е план да продолжиме да додадеме уште една програма која е примена на IT во дигитален маркетинг и дигитални медиуми. И после здравје Боже имаме планови за графички дизајн, UI, UX. Како што кажавте, ние ќе се движиме во таа IT тек сфера, пошто не е само дека е перспективата таму, туку е нешто со кој што имаме искуство и нашиот основач Brainster, кој што е во неформалното образование, кај што имаме партнерство веќе изградено со компании, кај што лани преку Brainster, како наш основач успеавме да вработиме над 350 луѓе кои што ги посетуваа оние наши академии, кои што се првенствено за преквалификација. И да се надоврзам на вториот дел од прашањето, значи колеџот е отворен за сите кои што ги исполнуваат законските барања, нели треба да се има положено матура, треба да се има нормално свидетелство од средно, така што може и матурантите, меѓутоа има и луѓе кои што почнале факултет, не се пронаоѓа на факултетот, може да се префрлат кај нас, значи нема никакво ограничување, тоа нема ни ограничување во возрастната граница. Нас генерално таргетот ни е луѓе матуранти, луѓе кои што се до 22-23 години, кои што немаат или пробале или не се пронаоѓаат во моменталниот факултет или моменталното работно искуство, а за другите, да речеме, постари луѓе ги имаме она Brainster, кој што е неформално образование, кој што возможува преквалификација преку академија од 6 до 12 месеци, кој што е една поинтензивна програма и можеби е посоодветна за луѓе кои што се по-возрастни, таму ни е отприлика просечната возраст на студенти околу 29 години. Александар, она што и ти на самиот почеток го сподели, како се тоа ќе функционира нели во 2-3 реченици, звучи многу добро. По некој пат нели се прашуваме дали работите кои што звучат толку добро може да бидат и реални и вистините. Меѓутоа велите дека еве на гледачите ќе се обидеме да им го доближиме моделот на функционирање. Како тоа ќе може секој, односно нели секој ќе има можност да проба, меѓутоа 75 рековте ќе бидат. Толку е квотата, 75 ученици или студенти ќе можат да бидат дел од
сето ова. Ќе добијат и вработување, ќе добијат нели можност за пракса, меѓутоа како сето тоа функционира? Како вие ќе издржите на подолг рок ако нели не се плаќа ништо во првите години? Дефинитивно, значи ние имаме финансиски план и тука е онај момент кај што објавивме дека ја правиме 2,5 милиони евра инвестиција. Значи, нормално, ако нема приход, а тековни се расходите, треба да се плаќаат плати, треба да се инвестира во опрема и ние ништо нема да жртвуваме од тој дел. Ние направивме еден детален финансиски план, зборевме со нашиот основач, зборевме со нашите инвеститори, на начин на кој што би не помогнале во првите години тој дел од ликвиден аспект да го пребродиме, за да можеме нормално после тоа да се повратат парите, штом после третата или четвртата година почнува плаќањето на школарините од првите генерации на дипломци. Зашто сме сигурни, како што кажав во претходната реченица, генерално ние иако сме нов колеж на пазарот, не сме нови. Значи нашиот основач постои 6 години. Значи ова зашто го ветуваме и зашто се посветуваме на ова, бидејќи сме го поминали, сме го направиле веќе. Ако во 2021 успеавме на 350 студенти од нашите академии кои што траат 6 до 12 месеци да им помогнеме да најдат работа, сигурни сме дека на една генерација од 75 луѓе кои што ќе поминат низ интензивна 3-годишна програма, ние ќе бараме многу од нив. Значи во секој случај спремни сме да даеме, меѓутоа ќе бараме многу од нив. Ќе има секој пролетен семестар еден од предметите е реален проект на кој што они ќе работат на реален проект даден од компании, ќе осетат што значи да се биде дел од индустријата. После тоа ќе имаат можност во пракса во тие компании кои што ни се партнери, така што целта ние штом се помине тој еден цел циклус од 3 години, 180 ЕКТС кредити, они веќе да се спремни и уште пред дипломирањето да си го најдат вработувањето и сигурни сме дека ќе можеме да им го овозможиме тоа, бидејќи веќе сме го овозможиле за многу повеќе луѓе на пократки програми 6 до 12 месеци. Така е, кога имате квалитетен кадар, веројатно наоѓањето работа и не е толку голем проблем, особено во овој IT сектор. Ивица, вие сте предавач конкретно на што ќе биде вашето поле на работа? Неколку предмети, генерално сите се поредени со програмирање во прва година, структурно програмирање, објектно ориентирано програмирање, понатака софтверско инженерство. Колку праксата е клучен момент во сето ова? Па ние сме апликативен колеж, тоа така да праксата ни е вкоренета во самиот назив. Ние сме апликативен колеж, што значи дека ја преска реков дека после првиот ден на дипломирање студентите ќе бидат спремни да работат, меѓутоа сгрешив. Тие ќе бидат спремни за работа уште многу пред, како што спомена Александар, многу претходно пред тоа, секој тоа го заборав дека секој семестар тие ќе имаат реални проекти на кои што ќе работат, на кои што директно работите што ги учат, нема да бидат така де факто оставени у фиока, туку ќе ги имплементираат на лице место. Така што ние веруваме во праксата, тоа е тој интерактивен начин на учење кој што го негуваме, кој што го храбруваме. Александар, вашата улога во целиот овој момент? Значи јас сум одговорен за менаџирањето, како да кажам, извршен менаџер на коледжот, така што јас сум одговорен да ги спојам сите овие академски оддел, кај што е Ивица, делот на администрација и на бизнис, кај што кажавте како ќе преживеете, и делот на маркетинг, нормално кај што треба ние да се промовираме, се тоа што го нудиме да стигне до нашето општество и до нашите таргет групи, кои што се матуратите, сите кои што сакаат да запишат, родителите, така да од еден аспект јас сум онај кој што е одговорен сето тоа да функционира во еден како концерн. Верувам дека ќе има интерес после ова интервју, меѓутоа како може да ве контактираат или што се е потребно да направат, бидејќи во моментов студентите, односно средношколците не се во училишните клупи заради актуелниот штрајк. Меѓутоа имаме нели уште неколку месеци до крајот на оваа учебна година. Во кој период ќе се аплицира, како ќе се одвијат активностите, можеби во текот на престојното лето, малку околу процедурата за тоа како може да се влезе во потесна конкуренција за да нели се дојде до на крајна бројка од 75 студенти. Веќе објавивме дека имаме надпревар, ние го нарекуваме Next надпревар, за сите кои што се заинтересирани за овој проект, веќе го рекламираме, го објавивме датумот, ќе почне на 26 април овој месец и ќе биде отворен цел месец, значи не мора луѓе, нема конкретен датум кога мораат, пошто се работи за тест кој што е на IT платформа, ќе може да се аплицираат на нашиот вебсајт, значи има
многу лесен апликационен процес, кај што се оставаат лични податоци, ќе може да се квалификуваат, да се пријават за овај надпревар, да си го земат во текот на месецот и нормално тие кои што се заинтересирани најдобри, после тоа ние ќе стапиме во контакт. Во меѓувреме може да не контактираат на нашиот вебсайт, исто имаме и телефонски броеви, ако се заинтересирани за овај дел, чисто да им објасниме како функционира надпреварот, тоа што го зборевме досега, како ќе ни функционира коледжот, кои се потребните документи, што се случува сега, што се случува нормално после оние матури, бидејќи треба да пројдат матурите, да се земе документација, така зашто се има цел еден процес. Рековте, положената матура е еден од клучните документи, така за... Тоа е бидејќи е изискувано од законодавецот. Ние сме нормално регулирани од Министерството за образование и наука, имаме акредитација од Одбор за акредитација, така што мораме да ги почитуваме позитивните законски норми и нормално дека за да се запишат кај нас мора сите оние законски потребни документи да се достават. Меѓутоа, како што кажав, ние се фокусираме не на она што е као минато знаење, туку на потенцијалот, на компетенциите, пошто гледаме нанапред и сакаме да ги земеме луѓето со најголем потенцијал. И на работата, дефинитивно, работата е најбитна во секој случај. Така е, апсолутно. Праксата и работата апсолутно се слушувам дека се најважни. Александар, дали може би овој модел на функционирање во образовниот процес, верувам дека нели од некаде сте го украле на некој начин. Прашањето ми е каде најблиску во околината функционира добро овој систем? Генерално имате ваков систем на модели на запад, не е премногу чест бидејќи се работи за големи инвестиции, да речеме во Америка го имате концептот на student loan. Што е разликата? Разликата е што во Америка го даваат банки, финансиски институции, од тоа заработуваат некоја камата. Кај нас моментот е дека ние инвестираме наши собствени пари и е безкаматно. Значи школарината која што ќе почнат да плаќаат после вработувањето е со 0% камата, 0% Тоа е многу важно да се слушне. Дефинитивно, нарочито со растот на цените сега и сите тие обврски, значи не ги обврзуваме ние, нас ни е најбитно да се помине, да ги имаме квалитетните луѓе, најбитно ние оние луѓе кои што немаат финансиски можности, бидејќи школарините нормално не се ефтини, да не се грижат за тој дел, туку ако се сигурни во себе да дојдат да студираат кај нас, да им овозможиме да тргнат во тој дигитален свет и на тој начин после тоа да може самите да се финансираат горди без да се оптоварување на нивните фамилии. Така да го има овај концепт, различно е применет на повеќе места. Значи, но тука некаде на Балканот веројатно ќе бидеме први? Па мислам да, ја досега не сум го сретнал, не би сакал да тврдам пошто не сум 100% сигурен, меѓутоа ја досега не сум го сретнал бар во потесното соседство наше. Тука некаде сме пред крајот, со оглед на тоа што финансиите се реален проблем, особено за нашата земја. Знаеме на кој ниво сме и во поглед на образованието, но и во многу други сфери, за жал. Една порака до вас, односно од вас до гледачите, поточно до оние кои што се ваши потенцијални студенти, да не се обесхрабруваат, како што спомена и ти пред малку, Александар, иако можеби финансиите се нели голем проблем во многу семејства, сепак без камата, како што споменавте, ќе имаат можност да се ги реализираат своите амбиции, желби, цели и достигнувања во животот. Да, дефинитивно и без скриени трошоци. Тоа значи дека ќе ги нема оние дополнителни трошоци што најчесто ги имаше на нашите факултети, пријава на испит, не знам, казнени сесии. Тоа значи дека нула, све е уклучено во школарината. Кај нас школарината е која што подоцна би требало да почне да се плаќа 2950 евра годишно. Јас што би им порачал? Да не се плашат, бидејќи почетните плати во овај сектор по дипломирање се 500 евра, за 3-4 години може ќе станат и 600 евра, што значи во превод дека ќе можат со година до година и пол работа да си го исплатат школарината, има голем поврат на инвестицијата, им овозможува огромна мобилност, она што е многу актуелно сега, remote working, дали да работат за наши компании, дали да работат од дома за странски компании, дали ако сакаат да се испробаат во странство, и тука и нината. Со оние сите 5G, Internet of Things, све ова што го гледаме, тука ќе станува... Светот на дланка, многу отворени можности. Дефинитивно, ќе станува подигитално, за да стане дигитално, треба некој да го напише кодот за тоа и тоа е тоа. Таму и нината и таму и потенцијал имаме, ќе се сложите. Дефинитивно. Фала ви многу. Тоа Александар и Ивица. Се надевам дека предизвикавме интерес со овој интересен разговор.